Good morning, Prime Minister. Thank you for coming. Почитуван председавач на бордот на директори на Македонија 2025, почитувани членови на бордот на директорите, почитувани екселенции, почитувани пријатели на Република Македонија, драги гости од Сингапур, Арменија, Србија, Израел, од Црна Гора, соседните земји и сите што се денеска присутни. Додека се подготвува за учеството на овој значаен настан на тема што научивме и како да ги имплементираме најдобрите практики во Македонија и регионот, си поставив за цел да ви ги представам сигналите и вестите што ги испраќаме од Република Македонија и од земјите од Западен Балкан до нашите партнери во Европската Унија и до секоја земја во Европа и во светот. Тоа представува една од најважните работи, создавањето на пријателска атмосфера во делот на функцијата на конечната цел за која што сите се залагаме, тоа е раст на бруто домашниот производ, нови работни места и слично. За да не биде претенциозно, ќе се повикам на признанијата кои стигаат до нас премиерите на земјите од регионот. На Бледскиот стратешки форум оваа година пораката беше дека регионот испраќа динамични и оптимистички пораки и дека регионот треба да го задржи фокусот на позитивната страна. На самитот на земјите на Западен Балкан во Трст, во рамките на Берлинскиот процес, ние премиерите на 6 земји, вклучително и премиерите и шефовите на државите на Италија, Германија, Франција, како и лидерите на Европската Унија, сите заедно констатиравме дека регионот е далеку од точка кога само средба се сметаше за успешна. Успехот сега се мери со позитивните резултати, со акциите што заеднички ги реализираме. Наша цел е тоа така и да остане. Како дел од тоа позитивно влијание, од интензивирањето на комуникацијата и соработката во оваа фаза од процесот, не може а да не истакнеме дека од регионот ги испраќаме и овие пораки. Регионот е политички многу постабилен, со мотивирачки степен на безбедност, како предуслов за економски активности, што е приоритетна цел на регионалното поврзување. Мултилатералната соработка и иницијативи во регионот, како и зачестените средби на премиерско рамниште, создадоа добар амбиент и услови за решавање на голем број од отворените прашања што ги имаат одделни земји на билатерален план. Тоа воопшто не се остварувања за потценување. Напротив, и третата порака доаѓа како конкретен резултат на претходните две. Иако поддршката за регионалната соработка надвор од регионот е се уште неопходна, многу иницијативи доаѓаат од самите актери на регионот и се прифатени и трансформирани во регионални иницијативи. Тоа се пораките од делот на учените лекции и искуства досега. Во исто време, тие се само стартна позиција за тие регионални иницијативи, од кои во иднина треба да произлезат и уште поконкретни резултати и придобивки за граѓаните и за општествата на земјите на Западен Балкан. Дозволете ми накусо да се осврнам на една од иницијативите, инспирирана од досегашните научени лекции, која ќе биде со посебен интерес за вас, бизнисмените. Акциониот план за регионалната економска област на Западен Балкан. Сакам веднаш да напоменам дека на регионалната економска област не треба да се гледа како замена за членството во Европската Унија на секој од земјите на Западен Балкан, туку како агенда за регионална економска интеграција, согласно правилата на Централно-Европската спогодба за слободна трговија, ЦЕФТА, и принципите на Европската Унија кои произлегуваат од спогодбите за стабилизација и асоциација. Оваа регионална економска интеграција предвидува промовирање на понатамошна трговска интеграција, воведување динамичен регионален инвестициски простор, олеснување на регионалната мобилност и креирање на агенда за дигитална интеграција.
Регионалната економска област се базира на принципите на еднакви услови за сите во регионот. Темелите за поблиска регионална економска интеграција во Западен Балкан веќе се поставени. Како резултат на тоа постигнати се и првите договори од заеднички интерес. Тарифите и квотите за трговија со индустријски и земјоделски производи се елиминирани и направен е напредок во олеснувањето на трговијата и преговорите за трговија со услуги согласно правилата на ЦЕФТА. Во тек се иницијативи за отстранување на пречките за мобилност на високо квалификуваната работна сила. Агендата за поврзување на транспортните и енергетските системи и во регионот и во Европската Унија се во изворедно напредна фаза. И трошоците за комуникација за граѓаните и бизнисмените значително се намалени преку намалување на роаминг трошоците. Овие напори секако треба да се заселат. Подобрувањето на понатамошната макроекономска стабилност и структурните економски реформи во секој од земјите ќе создадат услови за отклучување на процеси за поголем раст. Регионалната економска интеграција може да му помогне на приватниот сектор за да ги искористи предностите на пазар од преку 20 милиони купувачи. Кога станува збор за трговијата, целта е нашиот регион да се трансформира во простор во кој стоките, услугите, инвестициите и квалификуваните луѓе ќе се движат слободно, без тарифи, квоти или други непотребни бариери. Поголемата регионална хармонизација на инвестицијските политики има значаен потенцијал за економиите на секој од земјите на Западен Балкан, за зголемувањето на економскиот раст, за создавање нови работни места и за осогласување со економските политики на Европската Унија. Крајната цел на новите политики за инвестиции е да се зајакне атрактивноста на регионот за странски и внатре-регионални инвестиции и да се мотивира повисока предприемачка активност. Агендата за мобилност има за цел отстранување на пречки за мобилност на професионалци преку регионални договори за меѓусебно признавање на професионални квалификации во сектори од заемен интерес, отстранување на пречки за мобилност на високо квалификувана работна сила и отстранување на пречки за мобилност на учениците, истражувачите и научните работници преку заеднички политики, мерки и инструменти насочени кон зголемување на академската и истражувачката мобилност и соработка. Дигиталната трансформација го менува начинот на кој комуницираме, работиме, учиме и живееме. Употребата на дигиталните технологии создава значителни придобивки во однос на брзината, ефикасноста и транспарентноста во прекуграничната соработка и комуникација. Неискористените потенцијали на дигиталната интеграција може да обезбедат иновативни и конкурентни услуги за потрошувачите и бизнисите и да делуваат како важен двигател за социоекономскиот развој во креирањето нови, добро платени работни места и да создаваат услови за енергично општество базирано на знаење. Почитувани, имплементацијата на овие сеопфатни можности на нови иницијативи во регионот бара силно партнерство меѓу владите на земјите од Западен Балкан, приватниот сектор, меѓународните организации и донаторите, што се подготвени да ги поддржат овие процеси. Овие процеси имаат за цел да им дадат сигурност на повеќе од половина милион компании кои работат во земјите од Западен Балкан, да препознаат дека се создава подобра средина во која може да растат, да инвестираат, да вработуваат, како и да ја користат регионалната економска област како лансирана рампа на други пазари. Благодарам.